Раскошниот септември ги нуди сите видови на овошје и зеленчук, а во богатиот избор се есенските тикви печарки, но и специализираните сорти за традиционалниот маџун и сладко. Иако ги има во изобилие и се достапни за сите, тиквите кај нас го немаат респектот како во многу други земји. Но оние кои што нивните вредности и вкус ги познаваат, за тиквите имаат високо мислење. Јадете ли тиква? Да, јадем. И како ја спремате? Како ја јадете? Може да се дистува со малку војчка. Па, печем шпоре убаво. Дистуваме убаво. И мало убаво било да јадеме, де. Која јадете? Печене или? Печена, дистувана, ќе туриш малку водичка, ќе поклопиш, она се направат пувка. Нашето подневје нуди многу видови на тикви, кои се користат за многу намени. Но што за тоа велат оние кои ги сакаат? Тиква многу работи се прави со тиква. А како употребувате? Што и правите? Сукано, печеме, вареме, секако. Секако на врвот од листата тиквени производи е добро познатото сладко од тикви. Еве го традиционалниот рецепт за квалитетно сладко од тикви. Со шеќер и нели шербет, заври, тој изври колку треба и сладко се направи и јадем. Стават со вар. Добро. Една ног престоат, утрента се мијат. И се стават у шербет, се варат. Додека не видат како стакло. Прозерни. Не се готови. Колку трае? Баѓи. Дали сте знаеле дека тиквата може да се користи како лек? Тиквата е здрава, особено за дебелото црево. Од искуство знам тука по докторите што доаѓаш кога барат, значи она е многу здрава. Тиквите се атрактивни за мал број земјоделци, и тоа за оние од постарата генерација. Колку чини тиквата? Тиквата оваа есенска да се запечи човек, што има повеќе врсти. Има холангијански, тие ги викаме банана тиква, и имаме печалка, стара сорта. Тиквата чини отприлика 15 денара килото. Рековте кои видови, каква е разлика помеѓу тие тикви? Разликата е во тоа што печалката малку покасно се бере и покасно треба да се продава, затоа што таа сака да ја фане малку и слана, ладно, за да биде по-така кога ќе сечнеш, жолта да биде. И кога ќе обоцнеш ножо, да не излева од тиквата, да стои. Таа тиква е блага. Холандијанската тиква, банана тиква што ја викаме, таа се бере порано. Освен сите досега наброени вредности и карактеристики, тиквата има и една уникатност, а тоа е што растат бргу, а знаат да бидат и многу големи. Светскиот рекорд да речи си 1 тон е произведен во Америка, додека неголемата тиква во Македонија е израсната во Делчевско и тежеше над 50 килограми. Освен тиквата, еве по кои цени денеска се продаваа одделни производи. Корнишони 40 денари за килограм, пипер 60, карфиол 30, грозје 40, краставици 50, тиква 15 денари за килограм, ајварска пиперка од 30 до 50, домат од 30 до 60 и моркови од 30 до 40 денари за килограм.